Со векови евреите биле неразделен дел од македонскиот етнички, верски, јазичен и културен мозаик. Како почитувани еснафи, лекари, уметници и духовници придонеле за развој на општествениот, економскиот и културниот живот. Евреите заедно со македонскиот народ ги споделувале и неговите стремежи и неговите жртви во борбата за слободна држава. Тешко е да се замисли, а уште потешко е да се опише монструозноста на Холокаустот. Ели Визел признава дека една од најголемите пречки при пишувањето на неговите лични сведоштва за Аушвиц бил самиот јазик. Тој вели дека зборовите глад, жед, страв, транспорт, селекција и оган тогаш значеле нешто друго. И заклучува дека една рака пепел тежи повеќе од сите приказни за тоа проколнато место. Историјата не учи дека во времење на кризи и конфликти популистите ги хранат луѓето со страф и гнев кон послабите и поранливите. Тука не зборувам само за антисемитизмот, туку и за сите други форми на омраза кон различните, што се шират низ социјалните мрежи и медиуми насекаде низ светот. Мора да се спротивставиме на секој обид за ревизионизам и негирање на вистината за Холокаустот, но и на секоја форма на омраза кон различните од нас. За таа цел, на неодамнешниот меѓународен форум за Холокаустот во Малме, Северна Македонија се обврза во наставната програма за основното образование да вклучи содржини што ќе го адресира антисемитизмот и негирањето на Холокаустот. Како држава се обврзавме да организираме и задолжителни посети на овој меморијален центар од страна на сите ученици од основното и средното образование. Неодамна на Ханука истакна дека ние сме особено горди на нашите сограѓани евреи, затоа што тие сите нас не подсетуваат на конечната победа на животот над уништувањето и на сеќавањето над заборавот. Затоа ние одбираме да се сеќаваме, за да не ни се повтори. Благодарам.